Добро дојдовте во уште едно издание на единствената емисија за миленици пријатели. Целта на оваа емисија е да ви помогнеме околу одгледувањето на вашето милениче и да ви прикажеме што е она што животните секојдневно ни го кажуваат. И дека тие се нашите пријатели кои воопшто не ни мислат зло, напротив можат да ни помогнат. Пајде да видиме што ви припремивме за денес. Во Македонија покрај КСМ започна се отвораат и кинолошки друштва. Што значи КСМ и што значат кинолошките друштва, ќе ни каже баш нашиот денешен гостин. Тоа е Бранко. Здраво, Бранко, како си? Здраво и добре дојдовте во нашето мало, убаво катче. Ова е просторијата на Битолското кинолошко друштво, односно сега поново кинолошко друштво Битола, затоа што при регистрацијата беше што сега скоро. Значи ова е местото каде ние се бериме и каде работиме во нашите простори за нашите љубители на кучињата. Како прво споменав КСМ, тоа значи Кинолошки сојуз на Македонија. Дали може да ни кажеш зашто ни е потребен? Кинолошкиот сојуз на Македонија е потребен како сервис, значи на сите кинолошки здруженија. Тука спаѓаат друштвата и расовите клубови кои се моментално во Македонија кои имаме за нивната работа. Покрај тоа служи за организација и унапредување на кинологијата, што е главна цел, значи на Кинолошкиот сојуз на Македонија, а покрај тоа, значи покрај одржувањето на изложбите, а и да напомениме дека сите кинолошки организации кои се присутни кои ги имаме во Македонија, порано имавме многу малку, сега имаме скоро секој поголем град има кинолошко друштво, а имаме и отварање на многу расови клубови, така да неговата одговорност или сервис, неговиот сервис е многу поголем за работата на овие организации кинолошки, кои ги споменав пред малку, за вадење на родовниците, за одржувањето на изложбите, манифестациите од општинско ниво на ревијален карактер, па до државно ниво ЦАЦ изложби и меѓународните изложби кои се сите под покровителство, значи, на Кинолошкиот сојуз на Македонија. Тие се одговорни и според статутите кои ги има Кинолошкиот сојуз, работат и овие кинолошки здруженија, да речеме друштва или расови клубови. Има луѓе кои сакаат да купат куче со, а некој куче без педигре. Дали може да ни кажеш која е разликата помеѓу расно куче со и без педигре? Што всушност означува педигрето? Сега, каде треба да разграничиме една работа. Значи, луѓето многу често се прашуваат што е тоа педигре или родовник, ние како го викаме, треба да се каже по наше или поедноставно дека родовникот е фактички изводот од матичната книга на луѓето, само што кај изводот од матичната книга на родени кај луѓето постојат само мајката и таткото, додека во родовникот или педигрето имаме до 4-то колено. Така да, секој куче што се зема со родовник, значи постои во родовникот потеклото на кучето од мајката, таткото, дедото, бабата, прадедото, прабабата и уште едно постаро колено. Така да, секој што ќе земи родовник, значи ќе ознае потомството на своето милениче, куче, многу поодамно, отколку, да речеме, постаро, отколку тие луѓе што земат куче без родовник и не знаат кучето од кој родители, од кој баби, дедовци е вадено и така натаму. Дали има врска педигрето околу квалитетот на кучето? Нормално дека има и секогаш се стремиме ние да направиме некоја едукација кај луѓето, затоа постои и сојузот, Кинолошкиот сојуз на Македонија, затоа постојат и кинолошките здруженија како што се друштвата и расовите клубови, да на луѓето им објаснат дека расните кучи на кои се со родовници се поквалитетни, затоа што тие одат на изложби, одат на манифестации, како во нашата држава, така и надвор од истата се представуваат, значи она надворешна убавина се представува и се докажува квалитетот на самото куче. А кучињата без родовници не можат да присуствуваат, значи, на тие манифестации, сем шарпланинецот како наша автохтона раса, која може без родовник да учествува на некоја изложба, за да може да извади условен родовник, што понатаму ќе му служи како документ со кој ќе може да се надпребарува и да вадат родовници за поколенијата. Како може да се изваде педигре за нашето куче? Која е процедурата? Значи, процедурата почнува како што реков, дека самите родители треба да имат педигрина. Треба да бидат оценети најмалку со добра оцена или од добра према одлично. Ако е недоволно, значи не можат тие кучиња да се користат за репродукција
и со самото тоа престанува нивното учество понатаму во репродукцијата на тие кучиња. Значи, сите оние кучиња кои имат добиено позитивни оцени од добри према одлични, можат да се користат за репродукција и со самото тоа нивните легла понатамошни кучиња кои ќе се вадат од мажјаците и женките оценети, со тие оцени ќе можат да се добиваат родовници. Сега, кинолошките друштва и расовите клубови кои постојат се првата дестинација каде треба, значи, собствениците на мажекот и на женката да дојдат во друштвото и да не известат дека ќе има парење со таа женка и со тој мажек. Ако ве интересира дека и пред тоа треба да има договор измеѓу собствениците на мажекот и на женката, мислам да не шириме повеќе. Има договори кои треба да се почитуваат по правилата на FCI или на Кинолошкиот сојуз на Македонија или по правилата на друштвата. Значи има договор измеѓу собствениците, потоа се пари, се доаѓа во друштвото, се пријавува, значи, парење, потоа кога ќе дојдат малите, значи кога ќе има легло, кинолошкото друштво се организира. Тоа е препорака да биде кинолошки судија, значи да оди на увид, да го види леглото, дали се исправни кучињата, колку има мртви, колку има живи, тоа треба да се евидентира и после тоа се праќа документацијата во Кинолошкиот сојуз на Македонија, каде се впишуваат во родовната книга и се издаваат родовниците или педигрината. Кои се најчестите лаги кои што ги користат продавачите на кучиња? На што треба најмногу да внимаваме? Значи, многу често, јас и на емисиите на телевизија и кога сме разговарали со луѓе кои ги знаат помалку проблемите околу тоа, со продажбата на кучињата на одгледувачите, сум кажувал дека ако не знаат која раса да ја купат, значи треба да се дојдат во кинолошкото друштво или во некој расов клуб каде, ако се одлучи за некоја раса на куче, да се заинтересира и да праша кој квалитет го има тоа легло, од кој мажек, од кој женка, значи прво треба да знае од кој кучина е вадено кучето. Ако веќе се заинтересирал за баш од тоа легло да земи куче. И да побара помош, инструкции, значи од кинолошкото друштво или и од Кинолошкиот сојуз може дури да побара мислење за земање. Се најчестите лаги кои се? Едно мало кутре која се зема, не може да се знае самото растење на кутрето како ќе се развива. Тоа ше во исправна состава, да речеме со предни, со задни ноџина, со запчината не можат да се одредат дали забалото ќе биде исправно кога ќе наполни 4-5 месеци од кога ќе го промени, значи запчината од кога ќе ги промени. Затоа се гледа, значи, квалитетот, тоа што го спомнавме, кучињата со родовници и без родовници, значи тие што имат родовници, што биле на многу изложби, на многу манифестации, докажано е и сигурен сум дека нема да има такви проблеми, додека ако зема кучиња некаде без родовници или кои не се многу често носени по изложби, значи тие манипулации може да се направат. Ако се фер одгледувачите, ќе му ги кажат маните или работите кои не се пожелни, кои ги има кученцето во тој момент, и да му дадат исправно кутре. И да му кажат дека ако се договора, значи, со новиот собственик, дека сака родовник да си има или педигре, треба да му каже дека за месец дена или месец или колку треба таму времето, периодот од пријавувањето на леглото до донесувањето на родовниците педигрината од Кинолошкиот сојуз на Македонија, значи дека ќе си добие педигре, а не да му речи дека кучињата имат родовници, дека се носени на изложба и кога ќе дојде новиот собственик да си побара педигре, тогаш нема и тогаш се случува разочарување кај новиот собственик, затоа што миленичето што го купил фактички не може да добие родовник и некако доаѓа до запоставување и нормално дека она размислување за кое тој се надевал дека кученце ќе земи од добар одгледувач, од добро потекло, дека понатаму ќе го носи на изложби, останува пусто. Пред извесен период започнаа да се отвораат клубови кај нас. Што всушност значи клубот и зошто се отвора клубот кога има Кинолошки сојуз на Македонија? Сака да ги разграничиме работите. Кинолошкиот сојуз, кинолошките друштва и расовите клубови, значи не се исто. И не е пред известно време баш, можам да кажам, но сега има експанзија, можам да кажам,
точно вие тоа го рековте, може и во друг контекст го кажавте, дека повеќе се оди на тоа да се отворат клубови на расни кучиња, на некоја раса од кучињата, затоа што тука самиот клуб може многу повеќе да придонеси за развојот на таа раса за која се формира. Додека друштвата и Сојузот, Кинолошкиот сојуз на Македонија обрнуваат внимание на сите раси на кучиња, додека луѓето кои ќе се ангажират, а поготово тоа се одгледувачи или кинолошки суди кои ги имат тие раси, ќе имат повеќе време и можности да ја пропагират или да ја унапредуваат таа раса со самото носење по изложбите, со самиот избор на единките кои се купуваат од таа раса, дали ќе бидат од кај нас, дали ќе бидат од странство или од друга држава. Значи битен е квалитетот, затоа луѓето кои формираат такви клубови за унапредување се стремат повеќе на својата раса, значи клубот кој го формират, нормално дека ќе унапредуваат повеќе таа раса и повеќе внимание ќе посветат на истата. Додека, како што спомнав, кинолошките дружба и Сојузот не ќе можат толку многу за сите раси. Јас да напоменам дека пред многу години Шарпланинецот имаше во Кинолошкиот сојуз на Македонија постоеше комисија за Шарпланинецот и постоеше друштво кое на случај, не знам кој случај на околности пред година и нешто престана да работи, но сега се стремиме пак таа комисија да се формира. Значи, нас не боли најмногу како стручен совет при Кинолошкиот сојуз на Македонија, нашата автохтона раса да ја изфорсираме нормално, да имаме клуб за Шарпланинецот како што сме имале, само да функционира и да работи. Сега имавме од поодамна клуб на германски овчари. Имаме клубови на ротвајлери, на добермани, еве сега поново имаме клуб на германски ловни териери и тоа со седиште во Битола. И јас колку што се сеќавам, сега да не испуштиме некој, да не кажувам дека имаше и за сибирските раси клуб, дали функционира или не можам да се сетам. Значи, има експанзија на отварање или барања за спроведување на такви или организирање на такви расови клубови кои ќе се грижат и за унапредувањето на посебни раси од кучињата. Кажи ми нешто поопширно за ова и дали е задолжителен кај нас? Не знам како да речем ова прашање, како ви го поставувале, значи луѓето не се известени и не знаат што значи чипот и дека постојат читачи специјално за читање на чиповите, не може сателитски да се читат, може некојаш по 10, 15, 20 или 100 години ќе се направат читачи кои ќе можат тие дозгоре да читат. Никогаш ништо не се знае. Моментално, значи кучињата со новиот закон за благосостојба на животните, значи од нова година, од 2013 година, ќе биде обавезно чипирањето на кучињата, поготово на расните кучиња, и со тоа што не ќе може да се оди ни на сама изложба, не ќе може да се одведе куче без чип. Значи и кинолошките друштва, кога ќе организират, или расовите клубови кои ќе организират изложби, манифестации, без разлика дали ќе бидат специјалки, дали ќе бидат меѓународни или државни изложби, ќе морат кучињата кои доаѓаат на изложба да ги читат чиповите, затоа што тоа е бројка која се чита и се гледа дали е вистинското куче присутно на самата манифестација, изложба или било што. Поготово сега чипирањето корисно е за сите, и за самите собственици, и за одгледувачите, и за купувачите. Значи ќе се знае кучето чие, од каде и со самиот собственик каде живее, затоа што кога ќе се направи депо на податоци, сигурно прек секој кој сака да дознае нешто за тоа куче, кога ќе го прочита, значи тој чип, со самото тоа што ќе го побара бројот на интернет, ќе му излезат податоците за собственикот и за местото на живење или расата на кучето и сите оние други податоци кои ќе се стават на истото место. Значи, се оди на тоа да има депо на податоци, сега дали тоа ќе бидат сите ветеринарни амбуланти, затоа што и самото МВР, кога ќе дојде до кражба, да речеме, или пријава на изгубено куче, не мора да биде
кражба, може изгубено куќе, која ќе се најде куќе, да речеме, се проверва, значи тука ќе мора да се однеси куќето, да се прочита чипот и со самото читање на чипот и податоците кои се внесени во тоа депо на податоци ќе се види чие куќето и чие собственик и шо раса и кога е куќено, колку е старо, значи сите податоци ќе ги има за секое куќе. Нас не гледаат многу луѓе од Битола и од останатите градови, посебно од Скопје, луѓе кои што ги сакаат животните. Па дали може да ни кажеш каде можат да го најдат кинолошкото друштво во Битола и исто така кинолошкиот сојуз на Македонија? Значи, кинолошкиот сојуз на Македонија, во Скопје се наоѓа на улица Крчин број 8 Карпош, негде, од прилика. Скопјаните сигурно тоа го знаат, за оние од внатрешноста, не знам колку ќе му значи улицата Крчин број 8, значи Карпош, подобро ќе се информираат во своите кинолошки друштва и јас би дал една препорака. Се што ги интересира да не се јавуваат за секакви ситни или банални прашања во Сојузот, затоа што не ќе можат да добијат одговори, затоа што луѓето таму немаат толку време да го обраќаат вниманието на тие ситни такви прашања, затоа се друштвата, затоа се расовите клубови и би им препорачил за сите недоразбирања или работи кои сакат да ги научат или некои препораки да добијат, нека се јават во кинолошките друштва и во клубовите кои постојат за одредени раси, таму ќе добијат најубави одговори. А каде можат да го најдат кинолошкото друштво во Битола? Битолското кинолошкото друштво во Битола, еве, во моментот значи сме тука на Ѓуро Ѓакович број 65, одма под метрополијата. Бранко, ти благодарам за гостувањето во емисијата, пријатели. Во моментот сме во домот на Ирина Кузевски, незините домашни миленичиња. Покрај нас е навистина интересно милениче кое ретко може да се сретне во нечиј дом. Зашто станува збор ќе ни каже токму нашата гостинка. Здраво, Ирина. Здраво, добро дојдовте во мојот дом. Најпрво ќе те прашам од каде љубовта кон животните. Љубовта кон животните имам уште од кога бев многу малечка. Покрај мојот татко кој е голем љубител на секакви животни. Најпрво имавме папагали како миленичиња, па имавме и риби, имавме и мачиња, најчесто јас како мала собирав од малата малечки мачиња, уште не беа ни опулени во очите, јас ги земав дома и прилично, не знам, скоро сме имале секакви животни, па после преминавме на хрчаци, па на морско прасе и на чинчила. Зошто се одлучи за морско прасе и чинчила? Кажи ни како се викаат. Па за морското прасе не се одлучив јас. Мојата сестра која живееше Скопје пред 4 години го купи, но бидејќи немаше доволно време да го одгледува и да му посветува внимание, ни го донесе во Битола да го одгледуваме ние. За чинчилата иначе ми е поклон за мојот роден ден. Всушност е машко, се вика Стефан. Морското прасе е женка и се вика Гвендолин по умот на мојата сестра. Што мислиш, дали им посветуваш доволно време на двете? Значи повеќе време посветувам на чинчилата бидејќи ми е поинтересна, а морското прасе е повеќе поврзано со мојот татко. Таа го препознава неговото зборање кога ќе влези дома па испушта звуци. Јас не сум толку блиска, ама треба внимание кое јас баш не му го посметувам по еднакво на двете. Вчера малку истражував на интернет и прочитав дека чинчилите се страшливи животни и дека треба особено да се внимава кога првпат им се пристапува. Кажи ни ти како се спријатели со неа? Значи, уште сум во процес на спријателување, да речам и да успеам да спитомам чинчилата, бидејќи во право си се многу плашливи и се прилично хиперактивни, значи, ама во ред мислам дека ќе видиме да треба да имам многу трпение, минимум до 6 месеци за да ја прима мојата љубов и да ми ја возвраќа. Со каква храна се хранат чинчилите и колку пати во денот треба да се нахранат? Чинчилата ја хранам, значи со посебна храна за чинчили. Не јаде многу, доволно една супена лажица во денот, 1,5 и доволно му е тоа, мислам не јаде многу. Дали даваш некакви додатоци во исхраната, пример витамини, нешто слично? Многу додатоци, мислам, не импровизирам, бидејќи незиниот желудник не вари било каква храна, пошто се прилично многу слаби, само крзното е на нив и не знам дали би било здраво за неа. Дали знаеш како се размножуваат и колкав е животниот век на чинчилите?
Животниот век на чинчилите значи подолг за разлика од морското прасе, па од 7 до 8 до 9 години, зависи од нормално од негата на животното. Тие значи се размножуваат. Во бременост женката е прилично негде до 4 месеци, па не преживуваат сите и кога ќе се породи не се сите бебиња живи, така да тој е малку потежок процес. Во кои услови треба да се чуваат? Каков треба да е нивниот кафес, температурата? Па услови прилично домашни треба да се, значи треба да има некој нормален така поголем кафес. Да има место да трчи, тие, како што кажав, хиперактивно животно, па може да има различни додатоци, дрвени, да грицка, да се пантери или како и да е. Прилично треба да е во топло, значи температурата треба да е топла, да не има промаја, да не е ладно и во главно тоа. Ајде малку да разговараме за морското прасе. Со што го храниш? Тоа е истата храна со која ги храниш чинчилите? Ја јади истата храна како и чинчилата, но јади мислам се и друго се што ќе му дадам, без разлика дали е тоа овошје, зеленчук, јади љушпи, јади трева, така да јади се прилично. Животниот век на морските прасиња е од 5 до 7 години, но за тоа е потребна добра нега. Колку ти се грижиш за него? Се грижам, се надевам доволно добро за да преживее 7 години, но не повеќе за морското прасе се грижи мојот татко, кој буквално го одгледува како своје дете. Пружена му е безпрекорна него, типот на давање љубов, хранење, чистење, го пуштаме да шета низ совата, бидејќи е 4 години со нас и е веќе питомо и реагира на нашите сигнали. Така да се надевам ќе живее до 8 години. Како што гледам, многу ги сакаш домашните миленички, па ме интересира дали во иднина планираш да вдомиш уште некој? Па би сакала да вдомам, сакала уште една чинчила, но бидејќи ќе го менувам своето место на живење, ќе имам куќе сигурно. Ќе живеам во куќе за разлика од станот и така да. За крај би те прашала за некоја несекојдневна случка со твоите миленици. Значи, посебна несекојдневна случка со животните, да сега сум немала, како освен тоа што пример го држам во рацете и ненадејно скокни или ми избега, ми стрча, па тука се крават паники, особено кај чинчилата, бидејќи е многу брза и скока буквално како кенгур и се пика под кревет и ни треба едно 2 сати за да извадиме. Посебно некоја несекојдневна случка нема. Ирина, ти благодариме за гостувањето, исто така благодариме што не запозна со овие прекрасни животинчиња. И овде е крајот на уште едно издание на емисијата за миленичиња пријатели. Се надеваме дека го задржавме вашето внимание. И запомнете, вашата куќа или стан не е дом без миленик во него. Се гледаме наредната емисија. Чао!